Кога ја спомнав реформската агенда и зошто реформската агенда не е на дневен ред на една лидерска средба во која што треба да се менуваат правилата, еден од законските решенија кој што е дел од реформската агенда со точни рокови кога треба да биде донесен е изборниот законник. Бидејќи сега имате над 30 измени веќе во изборниот законник и факт е дека треба да се донесе нов изборен законник. Ние очекувавме како опозиција дека Министерството за правда ќе понуди конечно нов изборен законник, така беше договарано во односно ветено од страна на владата дека ќе имаме нов изборен законник. Во суштина ние до денеска немаме нов предлог на изборен законник. Пред 2 недели се одржа една координативна средба во собранието заедно со министерот за правда, на која што ни информираше дека нема да имаме нов изборен законник, туку да формираме работна група со по 20 представници на политичките партии во рамките на парламентот, да седнеме да разговараме за измени на кривичниот законник. Доколку имаме до 30% измени на кривичниот законник, ќе одиме со измена, а доколку тој процент е поголем на измени, тогаш ќе се оди со нов изборен законник. Значи, и како стојат работите по овој основ? Кога зборуваме ние во однос на се формираше, почнавте со работа. Значи, кога зборуваме за реформската агенда, ова е уште еден доказ дека ова влада не ги реализира ветувањата кои што ги дава пред граѓаните. Тука се кривичниот законник, требаше да имаме нов кривичен законник, па имаме сега измена на кривичен законник. Треба да имаме нов изборен законник, па имаме измена на изборниот законник и така натаму. Тоа само покажува дека ефикасноста на оваа влада во однос на реформската агенда и декларативните искажувања дека се за реформи и напредок на општеството не се покажуваат во суштина како точно. Сега, кога зборуваме за тоа во однос на изборниот законник, за една изборна единица, за намалување на бројот на пратеници во собранието, и тоа е тема која што се отвори така натаму, СДСМ, ако се сеќавате, беше и во својата изборна програма имаше декларација и намалување на бројот на значи и намалување на бројот на пратеници, меѓутоа и една изборна единица со отворени листи. И неколку пати тоа прашање се отвара и ние го даваме поддршка во однос на оваа тема која што имаме. Јас очекувам дека таа тема ќе се отвори и на некаква дискусија која што ќе биде во рамки на работната група. Се уште нема доставено писмо од страна на Министерството за правда за да делегираме по 20 представници од политичките партии за да се формира таа работна група. Што значи дека се уште и по 2 недели од средбата со правда немате делегирано? Немаме делегирано затоа што немавме добиено допис од Министерството за правда. Треба да делегираме по 20 представници, да седнеме и да разговараме за сите прашања. Изборниот законник се носи со консензус. Затоа што според деловникот тоа е единствено законско или едно од ретките законски решенија за кои што ќе може да се поднесуваат амандмани, односно ќе може да биде блокирано како носење на законско решение и секогаш до сега, историски наназад, изборниот законник се носи со консензус од сите политички партии. Затоа е потребно да се седне и да се разговара на сите теми кои што ќе придонесат да јакне довербата во изборниот процес, меѓутоа и да ги реализираме очекувањата на граѓаните кои што ги имаат од нас. Долго време сте во политиката, Спасовски.